Почитувани, Зоран Заев по криминални и украдени избори, по злоупотреба на воредна состојба, по извршен масовен подкуп, по притисоци закани, уцени, поменување изборен законник на 5 минути пред почеток на изборна кампања, во услови на пандемија, карантин, поделени пакети, по задолжувањето на државата за повеќе од 1 милиарда евра, јавно дава некаква понуда за заедничка влада. Провидна е играта на Зоран Заев и неговиот предлог за широка влада, во која баш тој Заев ќе одбира кој ќе раководи со ВМРО-ДПМН, тоа е најдобриот показател дека владата на Зоран Заев е разнишена. Овој негов предлог може единствено да се толкува како сламка на спас на кариерата на Зоран Заев и неколку луѓе околу него. Предлогот за влада дојде само 3 дена откако лажно се храбреа со тенкото мнозинство, а веќе следниот ден немаше кворум за работа во собранието. Од вештачката радост за наводно стабилно мнозинство, во собранието за 3 дена стигна понуда за широка влада, зашто Зоран Заев знае дека владата е на стаклени нозе и не може да функционира. И Заев и СДСМ, и сета јавност треба да знаат дека пактови со мафија нема, ниту пак ќе поддржиме. Прво ќе ве поразиме, а потоа ќе следува одговорност. ВМРО-ДПМН единствено му должи на македонскиот народ, на граѓаните на Македонија, на активистите, симпатизерите што покажа единство, цврстина, борба, жар, карактер, пркос, инет и пред се желба за подобра Македонија. И затоа се ќе сториме ним да им се одолжиме. И сите заедно да направиме влада која ќе биде сервис на граѓаните. Влада која ќе биде од народот, за народот и никако поинаку. А овие од власта, ако мисла дека има најмали шанси за пакт со криминална власт, тоа верувајте дека нема да се случи. Ќе бидат победени и тоа народе ви го ветувам. Македонската пролет доаѓа. Благодарам.